Вујче, ке се напиеш чај? Не. Пиеш ли, Зейнел? Не пијам. Јас ке пијам. Седи кај што седиш, им дат. Вода да се напијам. Нема да пиеш, им дат. Да одам барем до тоалет, Вујче. Забрането пиење, им дат. Забрането мокрење. Многу е досадно. Што да е, сине? Ти прати ли некој покана? Сега ќе излезе Вујко, ќе направиш некој биле. Јас ти реков да не го крадеш тој камен. Што сега јас правам проблеми? Им дат. Немој да го изведеш каменот сега. Мемати, донеси веќе одлука. 1000 пати ти раскажав. Тоа што го кажеш, Заза не го прифаќа. Неговото ти не го прифаќаш, Зуфике Рага. Абе, зошто да прифатам? Јас се зборувам вистината. Мене ли ме нарекуваш лажго? Абе, твојот човек Зейнел ете тој. Од тебе се плаши, па те лаже. Зейнел не лаже. Абе, кога ќе се уплашам, дури и јас лажам. Например, де, не се плашам, бе, ама ако се уплашам. Најдов решение. Ај, курбан сум на твојата правда. Кажи. Во случајов Џефер е виновен. За да нема крвна одмаста меѓу вас, не му го кршам моливот на Џефер. Ама за ранетите деца, за нивната крв ќе платиш. $10 милиони. Што? Слушна, $10 милиони. Абе, нашите не знаеки ги убиле децата на кралот? Зуфике Рага нема да ги даде сите пари на децата. Во тоа кафоле нема да се игра комар. За Џефер уште еднаш да не се коцка. За да го спречиме за пак да не пролее крв. Тие пари ќе се разделат меѓу сиромашните. Во реде. Ти оваа казна на Џефер му ја даде или мене? Заза, ти откако ќе ги дадеш овие пари? Дали Џефер повторно ќе пружи рака кон карти, камени, домино? Ќе му дозволиш ли? Јас за поло од тие пари би му ги изеколи двете раце наеднаш. Случајот е готов. Зуфике Рага се согласи. Ти што велиш? Машала. Машала. Што да кажам?